Кошаркарите на МЗТ Скопје го декласираа работнички во првиот надпревар од финалето на македонскиот кошаркарски плейоф со 96-79 за водство од 1-0 во победи. 2/4 успеваа кошаркарите од Градски парк да пружат достоен отпор во надпреварот со објективно поквалитетниот тим на МЗТ Скопје, кој започна да ја билда разликата во третата четвртина кога кошаркарите на актуелниот шампион беа изворедни во офанзивниот скок. Стефан Синовец и Дамјан Стојановски дадоа по 19 коша и беа најефикасни кај победничкиот тим, додека Гечевски беше стрелец на 16 коша. Кај работнички Дарко Соколов даде 16 поени. Следниот надпревар од финалната серија е закажан за петок, повторно во спортскиот центар Борис Трајковски, но домаќин ќе биде работнички. Македонската ракометна репрезентација ги започнува подготовките за бараш дуелите со нашиот јужен сосед. Избраниците на селекторот Ивица Оборван ќе се подготвуваат во Охрид, а на стартот ќе недостасуваат неколку ракометари. Поради проблеми со повреда и терапии нема да биде присутен голманот Петар Ангелов, па во негово отсуство е повикан Стефан Кимевски. Рехабилитацијата на Наумче Мојсовски е во добра насока и нема потреба да се ризикува со негово приклучување и настап на надпреварот во Атина. Капитенот на репрезентацијата Кирил Лазаров ќе се приклучи полосна поради настап со Барселона на Final Four во Келн. Голманот Борко Ристовски исто така ќе досни од причина што овие денови треба да го комплетира својот трансфер од Ал Ахли во француски Кретеј. Аргентинскиот стратег Маурисио Покетино е нов тренер на Тотенхем. Аргентинецот го напушти Саутемптон и потпиша 5-годишен договор со лондонскиот премиер-лигаш. Тотенхем е престижен тим со одлични постигнувања и почестен сум за оваа можност да сум начело на клубот, изјави Покетино. Инаку пред 20 на дена отказ доби тим Шервуд, кој само пред неколку месеци го наследи Андре Вилјаш Боаш, кој исто така доби отказ. Иако потрошија многу пари за доведување на нови играчи, Тотенхем не успе да обезбеди место што води до излез во европските надпреварувања. Покетино со Саутемптон го освои 8-то место. Оклахома Сити стигна и до втората победа над Сан Антонио во финалето на западната конференција. Оклахома славеше победа од 105-92 за израмнување на 2:2 во победи во плейоф серијата. Кевин Дурент и Расел Весбрук комбинираа 71 кош. Весбрук постигна 40 поени, 10 асистенции, 5 скока и 5 украдени топки, додека Дурент застана на 31 поен, 5 скока и асистенции и 3 украдени топки. Сержи Бака даде 9 коша и 8 скока. Кај Спарси, французите Паркер и Дијао заедно постигна 28 поени, Джозеф даде 11, а Данкан и Джинобили беа запрени на 9, односно 5 коша. Надпреварот број 5 од оваа серија се игра в петок, наутро, а серијата се сели сега во Сан Антонио. Вечера во Индијанаполис се игра петиот надпревар од источното финале, каде Мајами ја има првата меч топка за влез во големото финале. Хит води со 3-1 во победи против Индијана Пейсерс.